10 дел. Секогаш, дури на обвинителната клупа, интересно е да се слуша кога зборуваат за тебе. За време на говорите на државниот обвинител и на мојот адвокат, можам да речам дека многу се зборуваше за мене и можеби повеќе за мене отколку за моето злосторство. Впрочем, дали беа тоа толку различни говори? Адвокатот ги крена рацете и го бранеше виновникот, настојувајќи да го оправда. Државниот обвинител ги протегаше рацете и укажуваше на вината, но без да ја оправдува. Па сепак нешто нејасно ме мачеше. И покрај тоа што бев офатен со своји мисли, понекогаш се обидував да интервенирам, а мојот адвокат ќе ми речеше тогаш: молчете, тоа е подобро за вашиот случај. На некој начин изгледаше како целиот овој случај да го разгледуваат надвор од мене. Се развиваше без мое учество. Ми ја кроја судбината без да ме прашаат за моето мислење. Од време на време добивав желба да ги прекинам сите и да речам: па сепак, кој е обвинетиот? Значено е да бидеш обвинет, а јас имам нешто да кажам. Но, откако размислив, ништо немав да кажам. Впрочем, морам да признам дека интересирањето што човек го предизвикува кај луѓето не трае долго. Например, пледоајето на обвинителот можне брзо ме измори. Само одломки, гестови или цели тиради, но откинати од целоста ќе ме потресеа или ќе го привлечеа моето внимание. Основата на неговата мисла, ако добро ја разбрав, е дека однапред сум го приготвил своето злосторство. Тоа барем се обидуваше да го докаже, како што рече самиот тој, ќе го докажам тоа, Господа, и ќе го докажам двојно. Најпрвин како заслепителната јасност на фактите, а потоа под придушената светлина што ќе ми ја овозможи психологијата на оваа злосторничка душа. Накусо тој ги изнесе фактите, почнувајќи од смртта на мама. Тој подсети на мојата безчувственост, незнаењето во која се најдов во поглед на незините години, моето капење утредента со една жена, киното, Фернандел и на крајот враќањето со Марија. Ми требаше време да го сватам тој момент, бидејќи тој рече неговата љубовница, а за мене тоа беше Марија. Потоа тој дојде во приказната за ремонт. Сметав дека во начинот на кој ги разгледуваше настаните, не му недостигаше јаснот. Она што го зборуваше, тој беше веројатно. Јас бев го напишал писмето заедно со Рамон, за да ја привлечеме неговата љубовница и да ја предадеме на лошите постапки на еден човек со сомнителен морал. Јас ги предизвикав на плажата противниците на Ремон, тој беше ранет. Од него го побарав револверот. Сам се вратив за да се послушам со него. Губив арапинот, како што го замислив тоа. Чекав и, за да бидам сигурен дека е тоа работата добра сторена, ја истрелав уште 4 куршуми. Одмерено, сигурно, на некој начин смислено. И ете, Господа, рече државниот обвинител, го одбележав пред вас текот на насаните што го довеле овој човек да изврши убиство наполно свесно. Инсистирам на горното, рече тој, зашто не се работи за обично убиство за еден несвесен акт што би можеле да го судите со олеснителни околности. Овој човек, Господа, овој човек е интелигентен. Вие го чувте, нели? Тој знае да одговора. Тој ја познава вредноста на зборовите и не би можело да се рече дека постапил без да биде свесен за оно што го прави. Јас слушав и чув дека ме сметаат за интелигентен, но не сватив како добро квалитетите на еден човек можат да станат страшно обвинение против обвинетиот. Во најмала мера тоа ме вчудоневиди и веќе не се слушав. Обвинителот се до тој момент кога го чув да рече дали кога и да е изразил кајање. Никогаш, Господа, за време на претресот ниту еднаш овој човек не изгледаше возбуден од своето грозно злосторство. Во тој момент тој се сврте кон мене и ме покажа со прст продолжувајќи да ме напеѓа. А зошто, навистина не сватив добро. Несомневно, морам да признам дека тој имаше право. Не желев многу за своето дело, но таквата огорченост ме зачуди. Сакав да се обидам искрено да му објаснам, речи си од срце дека никогаш не може вистински да зажелам за нешто. Секогаш бев опфатен од она што требаше да дојде, денеска или утре, но природно во положба во која ме ставија, никому не можев да му зборувам со тој тон. Немав право да ги покажам своите чувства и својата добра волја. И затоа се обидував да ги слушам уште, зашто обвинителот почна да зборува за мојата душа.
Тој рече дека се наведнал над неа и дека ништо не нашол господа поротници. Рече дека всушност јас и воопшто немам душа и дека ништо човечко и ниеден морален принцип што го чуваат срцето на луѓето не ми се пристапни. Без сомнение, додаде тој, ние не можеме да му префрлиме за тоа. За она со што не се здобил, ние не можеме да го обвинуваме дека му недостига. Но кога се работи за овој суд, попусливоста ќе биде сосем негативна добродетел и таа треба да се преобрази во онаа помалку лесна, но повозвишена на добродетелта на правдата. Особено кога празнината на срцето, таква каква што е откриена кај овој човек, станува бездна во која би можело да падне општеството. Потоа тој зборуваше за моето држање спрема мама. Тој го повтори она што го рече за време на претресот. Но неговото излагање сега беше многу подолго од она што зборуваше за моето злосторство, дури толку долго што на крајот само ја почувствував топлината на ова утро. И тоа барем до оној момент кога државниот обвинител запре и по еден момент тишина продолжи со мощнеш, длабок и пробивен глас. Истиот овој суд, Господа, утре ќе суди најгнасно злосторство, убиство на татко. Според него, воображението отстапува пред ова свирепо убиство. Тој се осмелува да се надева дека човечката правда ќе го казни без милост. Но тој не се плаши да рече дека ужасот што го предизвика кај него тоа злосторство, речи се отстапува спрема она што го чувствувал пред мојата безчувственост. И пак, според него, човекот што ја убил морално својата мајка се оградил од човечкото општество како и оној кој кренал убивачка рака на својот родител. Во секој случај, првиот го приготвувал актот на вториот, на некој начин тој го навестил и озаконил. Јас сум убеден, Господа, додаде тој, повишувајќи го гласот, дека не ќе сметате мојата мисла претерано смела, ако речам дека човекот што седи на оваа клупа е виновен исто така за убиство, како и оној кого што овој суд ќе го суди утре. Тој треба да биде според тоа казнет. Тука, обвинителот го избриша своето лице што блескаше во пот. На крајот, тој рече дека неговата задача е болна, но дека ќе ја изврши решително. Тој изјави дека нема што да правам во општеството чии што најосновни правила не ги признавам и дека не можам да апелирам на човечкото срце чии што основни реакции не ги познавам. Ја барам од вас главата на овој човек, рече тој, и тоа го барам од вас со лесно срце. Зашто ако во текот на мојата веќе долга кариера ми доаѓало да барам смртна казна, никогаш толку како денеска не ја чувствувам таа страшна должност, компензирана, барана, подкрепена од совеста на императивната и света должност и гнасењето што го чувствувам пред лицето на човекот во кое читам само нешто чудовишно. Кога обвинителот повторно седна, настана за момент долго молчење. Јас бев замелушен од жештината и чудењето. Председателот се накашла малку и со мощен тик глас ме праша дали имам нешто да додадам. Јас станав и бидејќи сакав да зборувам, реков малку потамина, впрочем дека немав намера да го убијам арапинот. Председателот одговори дека тоа е само тврдење, дека досега слабо го сватил мојот систем на одбрана и дека би бил среќен пред да го чуе мојот адвокат, точно да ги изнесам мотивите што ме побудиле за мојот акт. Реков брзо, малку мешајќи ги зборовите и сваќајќи дека сум смешам, оти тоа се случи поради сонцето. Во салата се слушна смеење. Мојот адвокат ги згрчи рамениците и веднаш потоа му дадоа збор. Но тој изјави дека е доцна, дека има да зборува повеќе часови и дека тој моли судењето да се одложи за попладне. Судот се согласи со тоа. Попладнето големите вентилатори постојано го изфрлуваа тешкиот воздух од салата и малите разнобојни лепези од поротниците мафтаа со истиот правец. Ми изгледаше дека одбраната на мојот адвокат нема никогаш да заврши. Во еден момент, меѓутоа го чув, зашто тој рече: "Вистина е дека јас убив", потоа продолжи во тој тон, велејќи и јас секој пат кога зборуваше за мене. Бев мошне зачуден. Се наведнав кон еден жандарм и го прашав зошто е така. Тој ми рече да молчам и по еден момент додаде: "Сите адвокати го прават тоа." Помислив дека тоа беше за уште повеќе да ме оддалечат од настанот, да ме сведат на нула и во известна смисла да се постават место мене. Но сметав дека веќе бев мошне далеко од оваа судска сала. Впрочем, мојот адвокат ми се стори смешен.
Кратко време се задржа на поводот на убиството и потоа тој исто така зборуваше за мојата душа, но ми се стори дека тој имаше помалку талент од обвинителот. Јас исто така, рече тој, се наведнав над оваа душа, но спротивно од еминентниот представник на државното обвинителство, најдав нешто и можам да речем дека таму читав како во отворена книга. Тој таму прочитал дека сум чесен човек, исправен работник, неуморен, верен на куќата на која работев, сакан од сите и сострадателен кон бедата на другите. За него јас бев примерен син што ја издржувал својата мајка се дури сум можел. На крајот сум се надевал дека куќата за згрижување ја даде на старата жена удобноста што моите средства не ми дозволуваат да ја овозможам. Се чудам Господа да доде тој, дека се крена толку голем шум околу тој дом за старци, зашто најпосле, ако е потребно да се даде доказ за корисноста и за големината на тие институции, би требало навистина да се рече дека самата држава ги субвенционира. Само, тој не зборуваше за закупот и јас почувствував дека тоа не достигаше во неговото плеоадје. Но поради сите долги реченици, сите овие денови и овие бескрајни часови за време на кои се зборуваше за мојата душа, има впечаток дека се останува како некоја безбедна вода од која ме обземаше вртоглавица. На крајот, додека мојот адвокат зборуваше, се сеќавам само дека трубата на некој продавач на сладолед одекнуваше до мене од улицата и преку сиот простор на салите и на судот. Навалија на мене спомените на еден живот, што не ми припаѓаше веќе, но во кој ги пронедов најбедните и најцврсти своји радоси. Мирисите на летото, квартот што го сакав, вечерното небо во извесен час, насмевката и фустаните на Марија. Сето што го правев некорисно на тоа место ми се качи в грло и само брзав сето ова еднаш да се сврши и повторно да ја најдам својата келија со сонот. Одвај го чув мојот адвокат како на крајот викна дека поратниците не треба да испратат во смрт еден чесет трудбеник изгубен во момент на изгубеност, туку бараше олеснителни околности за едно злоусторство чија што вечна грижа на совеста ја влечам веќе како несигурна казна. Судот го прекина судењето и адвокатот седна сиот исцрпен, но неговите колеги дојдоа кај него за да му стегнат рака. Јас чув, величествено, драги мој, еден од нив дури ме зеде како сведок. Зар не, ми рече тој. Јас се одобрив, но мојот комплимент не беше искрен, бидејќи бев мощно изморен. Сепак, надвор денот прекраши и жештината не беше веќе толку силна. Според неколку шума од улицата што ги чув, ја насетував благоста на вечерта. Сите бевме тука и чекавме. И тоа што сите го чекавме се однесуваше само за мене. Уште ја посметрав судската сала. Се беше во истата состојба како и првиот ден. Го сретнав погледот на новинарот во сиво палто и на жената автомат. Тоа ме наведе на мислата дека за време на сиот процес не ја побрав Марија со поглед. Не ја заборавив, туку имав премногу работа. Ја видов меѓу Селести Ремон. Таа ми направи еден мал знак како да велеше најпосле и го видов нејзиното малку вознемирено лице што се смееше. Но јас го чувствував моето срце како да беше затворено и дури не можев да одговорам на нејзината насмевка. Судот се врати. Мошне брзо на поротниците им прочитаа серија прашања. Јас чув виновен за убиство, предумисла, олеснителни околности. Поротниците излегоа и ме одведоа во една мала соба во која веќе еднаш чекав. Мојот адвокат дојде да се состане со мене. Тој беше мошне благозборлив и ми говореше со повеќе доверба и срдечност отколку порано. Тој мислеше дека се ќе оди добро и дека ќе се извлечам со неколку години затвор или робија. Го прашав дали има шанси да се жалам до касациониот суд во случај на неповолна пресуда. Тој ми рече дека нема. Неговата тактика беше да не поднесува предлози за да не ги онерасположи поротниците. Тој ми објасни дека не се поништува пресудата, туку така без причини. Тоа ми се стори јасно и го прифатив неговите причини. Ако работата се разгледа трезвено, сето тоа беше сосем природно. Во спротивен случај би имало и премногу непотребно испишана хартија. На секој начин, ми рече мојот адвокат, постои жалба, но јас сум уверен дека излезот ќе биде поволен. Ние чекавме мошне долго, мислам околу 3/4 час. На крајот одегна едно звонче. Мојот адвокат ме напушти велејки. Председателот на поротниците ќе ги чита одговорите. Ќе ве воведат само за да објават пресудата.
Врадите тропаа. Луѓето трчаа по скалите за кои не знаев дали се блиску или далеку. Потоа чув еден придушен глас како чита нешто во салата. Кога звончето повторно одекна и вратата од оградата се отвори, тишината од салата се искачи до мене. Тишината и она особено чувство што ме опфати кога младиот новинар ги сврте своите очи. Јас не гледав кон Марија. Немав за тоа време зашто председателот ми рече во една чудна форма дека главата ќе ми биде отсечена на јавно место во името на францускиот народ. Тогаш ми изгледаше дека го познавам чувството што го читам врз лица. Навистина мислев дека тоа беше почитување. Жандармите беа мощне благи кон мене. Адвокатот ја стави својата дланка врз мојот зглоб. Веќе не мислев на ништо, но председателот ме праша дали имам нешто да додадам. Размислував. Реков не. Потоа ме одведоа.